Добар ден, почитувани! Ова е уште една нова Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Стресот е поим што често се користи во последните децени. Вообичаено е да слушнеме како некој вели дека постојано е под стрес. Сите знаеме дека стресот негативно влијае врз здравието. Зошто е тоа така? Дали со промената на начинот на размислување и погледот кон проблемите можеме да си помогнеме? Позитивното размислување помага ли во ситуации кога сме под стрес? На овие прашања, но и низа други, денеска одговор ќе побараме од Марија Џиоска, психолог, специјализант по психотерапија и практичар по невролингвистичко програмирање во Жан Митрев клиник. Со вас ќе поразговараме за начинот на воспоставување, контрола на мислите и емоциите, дали е тоа можно, секако ќе дознаеме од денешната емисија. Стресот настане некоја надворешна случка која што влие врз психофизичкото здравје и бара од организмот да се приспособи на неа. Но што е тоа точно стрес? Дали е секогаш некој негативно искуство или пак некој убав настан исто така може да ни предизвика стрес? Например, подготовка за свадба, се родило дете во семејството и слично. Најпрво добар ден, ви благодарам за поканата. Стресот е насекаде околу нас, тоа е една многу секојдневна тема, една исконска, цивилизацијска тема, дел од нашето секојдневие, била и ќе остане. Во литературата постојат многу дефиниции за тоа што представува стрес. Најпозната е физиолошката теорија на ендокринологот Ханс Сели, кој кога го сковал поимот стрес, кажал било кој настан или активност кој што може да предизвика емоција, а со тоа и физичка, физиолошка реакција на нашето тело. Значи, настанот се вика стресор, а реакцијата на телото, емоцијата, се вика стрес. И зависи од исцрпеноста на нашето тело, истоштеноста на телото, тоа го дефинира стресот. И секако, како што спомнавте, да, и свадба, и било кој настан кој што може да предизвика емоции во нас, да покрене физиолошки процеси, може да представува стрес. Значи, една подготовка за летување, кога очекуваме да доживееме нешто убаво, да одмориме, сепак може да доведе до стреси, да биде стресна ситуација. Да, па телото е во акција, во напрегнатост, се подготвува, возбуда, има емоции, може до одредена мера да ги активира тие реакции на стрес. Дали ова значи дека стресот е нормална реакција на организмот? Не штити ли да преживееме во некој живото загрозувачки ситуации? Да, нормална реакција е и од непроценливо значење за нашиот опстанок како човеков вид. Не штити во живото загрозувачки ситуации, но секако во одредена мера. Што тоа значи? Кога ние нашето тело, нашиот мозок ќе детектира дека се наоѓаме во некоја опасност за нас, се активира целиот организам и буквално нас ни кажува тој одговор: бори се или бегај. И една цела низа на физиолошки реакции се покренуваат и да не активираат за да се спасиме од опасноста. Тие реакции се забрзано чукање на срцето, се покачува крвниот притисок, крвта се повлекува од екстремитетите, од рацете и од нозете и тие стануваат ладни, оди во мозокот и во мускулите. Нивото на шеќер во крвта се зголемува. Па стануваме, значи, ладна, пот не облева, устата ни се суши, грлото ни се суши, зениците се отвораат и така низа физиолошки процеси кои што се последица на некоја голема емотивна потресеност, некоја болка. И сите овие се многу важни, стварно да ги запамтиме, затоа што се втемелени во многу болести. Например, кога возиме низ гужва, кога сообраќајниците се преполни со автомобили или пак кога преминуваме улица, мала доза на стрес ни обезбедува ли сигурност? Да, ни обезбедува сигурност, значи, пак ќе кажам, зависи кое значење ќе го дадеме на настанот. Значи, и минување на зафатена крстосница,
провев може да биде, може некоја блага радост да ги активира тие стрес реакции. Стресот нужно не е лош. Значи, стресот може да кажеме тоа е зачинот на нашиот живот. Само да не биде презачинет животот, знаете, тогаш веќе храната не е вкусна, не се ни јаде. Тоа е така, тоа. значи мала доза на стрес кога сме на испит. Еве сега имаме телевизиско интервју. Да. Имаме некаков настап. Така е. Ќе ни помогне да останеме фокусирани. Така е, да останеме фокусирани, сконцентрирани, така натаму. Се е до тоа кое значење ние ќе го дадеме на настанот. Ако го ние многу пати во животот што правиме? Ги ставаме во категорија на опасност ситуации кои што навидум нема реална опасност. Например, што ако би ги ставиле во таа категорија испитот, утрешниот испит, интервјуто за работа наредната недела, неплатените сметки, конфликтите со партнерот, не знам, метежот во сообраќајот. На што тогаш би се случувало со нашето тело? Така би били изложени на еден огромен стрес. Некои тој го нарекуваат хроничен стрес. Што е поопасно, да бидеме постојано изложени на хроничен стрес, да живееме под притисок, или пак е акутниот стрес по-загрозувачки за нашето здравје, кога ненадејно ќе се случи некоја стресна случка? Тие, видете, на благо ниво на стрес, тие адреналински реакции понекогаш се добредојдени, тоа забрзано чукање на срцето. Што би правеле ние ако би ги немало тие адреналинско-кортизолски реакции, например кога сме во гужва, крстосница, како што кажавте пред малку, и на нас налетува автомобил и ние да останеме лагано смирени. Значи, тоа ни помага да брзо изреагираме. Сега, кога станува збор за стрес, кој што подолго трае, како што пред малку спомнавте, тој и тоа како е многу поопасен и може да доведе до психосоматски болести, слободно можам да кажам, затоа што тој може да трае со месеци, понекогаш и со години. А може ли организмот да се навикне да живее под хроничен стрес, па да престане да го препознава? Може да се навикне. Знаете, некои луѓе ќе кажат, па јас така живеам, мене такво ми е темпото. Под адреналин. А цело телото е цело време се лачи кортизол и тие стрес хормони. Споминавте кортизол, споминавте адреналин. Дали се тие хормони на стрес? Да, хормони на стрес се, значи, кога хипоталамусот ќе детектира дека ние сме во некоја опасност. Значи, опасност има и дава и кажува на ендокрината жлезда хипофиза да ги стимулира надбубрежните жлезди да лачат стрес хормони, како што се адреналин, норадреналин, кортизол. Адреналин и норадреналин, нели, кога се лачат, доаѓа до стеснување на крвните садови, со тоа и покачување на крвниот притисок, мускулите се грчат, се активираат и така натаму. Има ситуации кога стресниот настан веќе го нема, повторно се уште се лачи кортизол. Нема опасност, а добива телото инструкција дека хипофизава да му дава на надбубрежниве жлезди се уште да се лачи кортизол. Тоа, значи, големо влијание на тоа, истражувања покажуваат дека големо влијание во таа оска, хипоталамус, хипофиза, надбубрежни жлезди, имаат раните емотивни искуства кои што ги имаме во животот. И тие не прават почувствителни на стрес, телесно и емоционално. Тоа се искуства од детството? Да, пораните искуства, така. Трауматични емотивни искуства. Прават промена на таа оска. И што се случува? Кога имаме продолжен стрес кој што подолго трае. Значи, може да се зголеми нивото на триглицериди, се зголемува шеќерот во крвта. Кортизолот исто влијае на дебелината, значи здебелувањето и намалувањето на вишок од килограми. Потешко ги симнуваме килограмите. Може да придонесе, значи, продолжениот стрес да се лачи повеќе тироксин, тироидната жлезда да лачи повеќе тироксин. Магнезиумот и калциумот од коските, значи да дојде до остеопороза и така натаму, некои такви состојби. Натриумот да се разболиме всушност. Може да се разболиме, да. Разни процеси. Имуниот одговор, имунитетот и тоа како страда, може да ги нападне
потишти тие клетки на имуниот систем кои што нас не штитат и ние би биле многу по неотпорни на вируси, многу полесно би настинувале. Некој велат ова ми е на нервна база, што значи дека навистина може под стрес да чувствуваме физички тегоби, но и вистински симптоми на болест. Вистински така, да. Стресот може да доведе до емоциите, може да доведе до телесни болести. И кортизолот, значи навидум прво онака може да не донесе до состојба на еуфорија и потоа да таа еуфорија премине во состојба на депресија. Да поразговараме малку за начинот на кој што луѓето реагираат на стресот. Различно реагираме сите. Некои се посмирени, некои на вистина бурно реагираат. Одредени луѓе одлучуваат да си останат во токсични релации, во токсични партнерски релации или пак и понатаму да толерираат некои негативни случувања кои што се повторуваат. Од што зависи како ќе реагираме на стресот? Генетика ли е во прашање, искуство животно ли е, начин на однесување, што е одлучувачко? Ова е многу интересно прашање и една голема тема за која што буквално можеме цело гостување да направиме. Еве ќе пробам да објаснам, да го кажам на краток начин. Значи, како што кажав, начинот на кој ќе реагираме зависи од нашите рани емотивни искуства. Исто така зависи од матурацијата, созреаноста на личноста, значи од начините на справување кои што ги стекнала во текот на животот, од се она што инкорпорирала и стекнала во животот. Значи, буквално зависи од теренот на кој што ќе најде стресниот настан, стресогениот настан. Како, значи, сите ние различно реагираме на исти стресен настан. Сите ние различно ја доживуваме реалноста. Значи, за мене ова може да представува стрес, за вас може да не представува стрес. Што е тоа? Ние светот, работите надвор, ги гледаме низ различни филтри, да кажем, низ различни очила. Тие очила се нашите минати искуства кои што сме ги имале, нашите вредности, верувања, ставови и така натаму. Тие вредности, верувања, ставови се формираат во животот, во текот на животот, али најмногу во првите години од животот. И зависат од средината во која што сме пораснале, од обкружувањето, значи од родителите, Така. Училиштето, значајни блиски други и тоа како го креираат тој наш внатрешен свет. И ако, да кажам, ако едно дете израснало во една средина во која што родителите не верувале во него, и тоа во иднина нема да верува во себе. Како родителите реагирале на грешките на детето, така и тоа ќе реагира во иднина на грешките кои што ќе ги прави. И сега на прашањето што ми го поставивте, другите постојано влијаат на нас, па ние сме под стрес, па вака ми рече, па така ме погледна. Значи, ние ги генерализираме, бришиме и извртуваме искуствата. Значи, некое однесување кое што е некоја сензорна, некој се придвижи брзо, дишеше забрзано, ја сврти главата и јас можам да дадам значење дека не ме сака, ме мрази, а уствари гледаме само сензорна телесна реакција. Не знаеме тој ништо поминува во себе и зошто го направил тоа. И на некои работи во животот некои работи ги бираме, а некои ги заобиколуваме. На некои работи ќе кажеме да, на некои ќе кажеме не. И тоа го правиме многу несвесно и многу брзо. И после ни се чини дека другите ни ги направиле работите, а ние сами сме влегле во тие избори, релации и така натаму. Зошто најчесто негативно ги интерпретираме овие работи? Зошто негативно? Меѓу другото, значи, меѓу ова што го кажав, тоа зависи, има и еволуцијска основа зошто е тоа така.
еволуцијската основа Пол Маклейн, тој е невронаучник кој го креирал моделот за однесувањето и мозокот. Значи, ние сме еволуцијски, значи, имаме мозоци, кој што најстар мозок е рептилскиот мозок, потоа е тој лимбички систем или среден мозок познат и неокортекс кој што е најмлад. Неокортексот е оној кој што е рационален мозок, значи кој што е одговорен за нашето логичко размислување, рационално размислување, интелектуални функции, тука се лева, десна хемисфера и значи разумен. И нас ни се чини, значи дека уствари најновиот мозок контролира и ние можеме разумно да одлучуваме, да донесуваме разумни одлуки, а уствари се докажа дека најстарите, постарите мозоци се подоминантни. Сега ќе ви објаснам рептилскиот мозок. Тој најстар мозок, која е неговата функција? Прво, зошто се вика рептилски? Рептилски се вика затоа што го имаат, дел од него го имаат рептилите. Лечугите, да, оние змии и гуштери. И каков е тој мозок? Тој мозок е обсесивен, компулсивен, ригиден. Него му е непознато нешто емпатија, креативност. Тој е себичен. Значи, само за себе гледа. Најважно му е преживувањето. Значи, најважно му е да преживее. И тој прво што прави? Ние кога сме изложени на некоја опасност, прво доаѓа негативната мисла. Аха, знаеш, загрозен сум. Тоа е тоа. И тоа го прави тој мозок. Целта му е да преживее, да се заштити. Обстанок, така. Обстанок. Не учи од грешките. Значи, ние многу пати може да повторуваме исти однесувања и да не научиме. Тоа е рептилскиот мозок. Агресивен и така натаму. Тој среден мозок е тој лимбички систем, тој е центарот на емоциите. Значи, тука се сместени внимание, емоции, афекти, инстинкти. И тоа е, да кажам, тој е најдоминантен, управува со се. Тука се наоѓа центарот преку кој што ние проценуваме дали нешто е добро или лошо. Валидацијата што ќе ја дадеме е тука, во тој систем. Неокортексов е најмлад и тој се обидува, значи ние свесно треба да ја користиме моќта на неокортексот за да влијаеме на нашите одлуки и однесувања. Значи, ние навидум ќе кажеме дека рационално, дека сме рационални. Нашите рационализации кои што ги правиме, тие се неокортикални рационализации на чувствата кои што доаѓаат од лимбичкиот систем. Убаво ова што ни го појаснивте, каква улога има мозокот во проценката и расудувањата за тоа што се случува околу нас и зошто еве негативно интерпретираме одредени настани. Ќе ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Ќе можете да поставите прашање на темата на која што денеска зборуваме, како влие стресот врз нашето здравје, но и на каков начин можеме да воспоставиме контрола врз мислите и емоциите. Марија Аџиоска, психолог, специјализант по психотерапија и практичар по невролингвистичко програмирање во Жан Митрев клиник, е нашата денешна гостинка. Уште еднаш ќе ги повторам телефоните 02-3076-677. Од што зависи дали некој ќе се разболи од стрес или не? Дали некој ќе добие болест од стрес или пак тоа нема да се случи? Од што зависи? Тоа зависи од изразувањето на емоциите. Ќе кажам вака. Значи, психосоматски болести имаме. Тие се, ние сме составени, нашата личност е составена од психа и сома, значи психа и тело. Психосоматичарите се личности кои што ги потиснуваат своите емоции. Значи, имаат силен, репресивен систем. Така не покажуваат што чувствуваат, се држат во себе. Држат во себе, не ги изразуваат емоциите. И навидум изгледа дека значи, тие навидум се многу добро адаптирани на средината, работливи, значи,
све држат под контрола, а тука ништо, тука не чепкаме ништо. Тука тлее. Да, во свесното навидум све е окей, ама да нема она што викаме да нема, водата е мирна, да нема пловење, да нема пливање, ништо да не се случува, да не се зборува за чувствата. Ако дојде некој емотивен настан, силен, потресителен, некој стресен настан, тогаш, значи, уште толкуто притиска и тогаш се случуваат тие психосоматски болести. Веќе не може да издржи телото и таа енергија се не излегува, туку се канализира низ телото. Значи, подобро да си сплачеме, подобро да зборуваме за она што не тишти и мачи? Да, така. Да ги изразуваме емоциите, да излезат на површина. Имаме гледач на линија, па ќе продолжиме да говориме на темата. Добар ден, Занеко. Ало, добар ден, Марија, прекрасна водителка. Пака да ви кажем, има среќа да се вклучи прва и поздрав до прекрасната докторка. Толку убаво објасна, значи секоја чест, но само сакам да кажем на брзина. Многу стресови сам имала у животот, поготово, например, муж србин беше отиде без поздрав. 30 години се борим сама, со деца, со фамилија, со овој, со ној, али некако издржа. Сега сакам да ја прашам, доктор, стресови колку сакаш? Солзи ми се чини целата да беше од солзи, па ќе немаше да останем жива. Само си плачем за малце некој кој ме погледна напреко, ја ми одваз така се расплачам, но овој како го преживеа короната, тој ми беше да ја прашам оваа прекрасна млада докторка и нели беше на операција, нешто таму еколошки, помина цела година, тој се испита убаво, но некој пат ми дојде така, знаеш како ми ги рацете ми ги однема нешто, како се целата малаксам. И сакам да го прашам докторка да станем, нели напием се водичка, али не се исплашим, али не знам што е тој, знаеш, сакам да ми објасни. Ја мислим имам прашано, но сакам да видим и младата докторка што ти каже. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија, само да потенцирам, денешната гостинка е психолог, таа не е докторка, но секако можете да дадете некои насоки што би можело ова да биде. Да, извинете, не слушнав добро што се случувало, Значи, откако прележала корона, чувствува како да не ги чувствува на моменти рацете, потоа ќе се напие вода, па ќе се смири и слично. И после веројатно се нормализира ситуацијата. Да, некако видете, јас предлагам да побара стручна помош, затоа што гледачката поминала многу стресни фактори, кажа, веројатно сопругот починал, ако добро 30 години сама се грижела комплетно за целото семејство. Да, многу стресни настани. Значи, особено е важно да побара стручна помош. Јас не знам дали пие некаква терапија за смирување, не препорачувам терапија за смирување, значи стварно прво и клучно да дојде на психолог, да се направи преглед, да се земе добра анамнеза и да видиме за што станува збор. Затоа што тие се телесни реакции кои што се емотивно со некакви емоции врзани. Самата гледачка кажа дека некој ќе погледне накриво што се вели, веднаш и доаѓаат солзи на очите. Секако тоа е голем проблем. Ако нема физиолошка основа, ако не е проверено, тоа е психички. Треба да видиме за што станува збор. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имаме едно синче по Германија, 37 години. И некоја година пред неколку години беше исто депресија и сега па му се повтори. Сега му се повтори, го фаќа од нозеве, као да му се укоштуваат и нагоре му дава као у желудник, као не му е добро по некако го стега. И му даде некоја јапчина, па уште малце повише му го фати. Сега па отиде, денески иде за да му стимат, не знам нешто таму што треба, депресија. Што лек може да се наоѓа за тоа? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма и за споделувањето на вашиот проблем во денешната Телма амбуланта. Што советувате во ваков случај кога е во прашање депресија кај релативно млад човек на 37 години? Да. Дефинитивно психотерапија. Стварно советувам психотерапија. Луѓето веднаш посегнуваат по терапија за смирување, значи по лекови за смирување. Не е трајно решение, тоа е привремено, моментално смирување, кој што ќе ви ја даде посакуваната состојба, но, како што кажа и самиот гледач, потоа се активирале повторно симптомите. Знаете, кога стануваме зависни на таа терапија и после може
како бумеранг да не преплават во уште поголема мера. Дефинитивно треба да се третира, па ние ќе видиме, ќе процениме дали има потреба да се препрати на психијатар и да се даде некој лек. А се лекува со психотерапија, секоја состојба, само што за нешто... Што психотерапијата? Тоа е разговор? На што се темели? Тоа е разговор, значи, меѓу психотерапевт и клиент. Во безбедна средина разговараме низ конкретни, значи, за неговиот живот, за неговата состојба во која што се наоѓа, со конкретни прашања, техники, интервенции, пациентот, личноста пополека доаѓа до состојба која што ќе му донесе квалитетен живот, квалитетно живење. Значи, секоја состојба се решава, само што за нешто е потребно повеќе време, а нешто може и многу побрзо и многу пократко. Тоа е трајно решение. Стварно, после психотерапија никогаш нема да бидеме исти. Ке научиме многу нови начини на справување, многу полесно да се соочуваме со предизвиците кои што доаѓаат. Затоа што правиме исти однесувања, исто емоционално реагираме, исто мислиме, цел живот се вртиме во круг. Депресија кај млада личност, одма веднаш треба да се стави стоп, никако да не се чека, да се побара помош. Слободно може и кај нас во Жан Митрев клиника да дојдете и да се видиме, да поразговараме. Марија, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа, почитувани, продолжуваме со разговорот. Останете на Телма, ќе бидат разрешени уште низа дилеми поврзани со стресот, начинот на размислување и нашето здравје. Со Марија Џиоска, психолог во Жан Митрев клиник, денеска зборуваме за стресот како лошо влијание врз човековото здравје. Марија, веќе споменавте дека секој од нас различно реагира на стресот, објаснивте зошто и како, некои ќе се разболат од стрес, некои независно од тоа на каков начин ги интерпретираат своите чувства. Што е со оние што ќе развијат некоја болест, кога ќе настрада некој орган поради стрес? Дали лекувањето само на тој орган ќе даде резултат? Не постои, јас ќе кажам, нема само телесна болест или психичка болест. И третирањето само на телесното не може да доведе до целосно излекување. Може да даде привремено излекување, може да даде моментално, но не целосно лекување. Затоа што умот, телото, психата, се е тоа едно и се влијае едно врз друго. Кога пациентите се лекуваат, кога се третираат, стварно треба да ги прашуваме како се чувствуваш во врска со ова. Што мислиш, како гледаш на овој проблем. Медицинските стручњаци се согласуваат дека голем дел од болестите се предизвикани од емоции. Секојдневно се соочуваат лекарите со пациенти кои што доаѓаат и нема физиолошка, нема причина за болеста како настанала, но настанала. И со тек на времето прогресирала. Па ќе кажат, намалете го стресот, успорете го темпото. Но болест веќе се развила. И треба, значи, да се алудирам на тоа, кога се лекува, да се работи паралелно и на телесното, и на психичкото. Во Жан Митрев клиника, кај нас, пристапот е комплетен. Значи, од доаѓањето на пациентот во клиниката до неговото излегување, работиме паралелно и на телесното, и на психичкото здравје. Постојано состојбата се следи на пациентот, соодветно интервенираме таму каде што има потреба, се следиме за да дојде до целосно излекување на болест. Затоа што се е толку многу испреплетено и не знаеме што ќе ни направи психичково на телесново, што телесново на психичково и така на. Значи, ако сакаме да си го изградиме здравието, да бидеме здрави, треба подеднакво внимание да посветиме и на емотивното здравје. Така е. Така може да се изгради само добро здравје. Грижа, комплетна грижа. Да, комплетна грижа. Така, некогаш блиските најдобронамерно ќе ни речат размислувај позитивно, немој да бидеш негативен. Дали позитивното размислување може навистина да ни го подобри здравието?
Па некој ќе каже... И како да размислуваме позитивно кога сме во некој исклучително стресна и лоша ситуација? Супер прашање. И дали може да размислуваме позитивно кога стварно е тешко? Значи, некој ќе каже животот е убав, некој ќе каже животот е тежок, така натаму. Значи, животот е и убав и не е, и тежок е. Значи, има и многу трагедии, има многу, како што се јави гледачката, тие се реални случувања кои што насекаде околу нас ги има. Значи, смрт на близок, болест во семејството и така натаму. Некој ќе каже чашата е полуполна или полупразна. Јас го фокусирам погледот на полуполниот дел, на она што е убаво. Тоа што не е убаво, што не одговара, го отфрлам, го негирам, не му давам значење. Не, значи чашата е и полуполна и полупразна. Исклучувањето на оној дел кој што не ни се допаѓа, може да, она што викаме, да доведе до болест, неуважувањето на емоциите, неприфаќањето на емоциите. Све е тоа дел. Све е тоа дел од нашето искуство. Значи, кога е тешко, треба да кажеме тешко е. Тешко е, боли. Значи, стварно, треба да се уважи чувството. Пациенти кои што се долго залегнале, долго се лекуваат, состојбата е тешка, комплицирана. И сега, сите наоколу персоналот со најдобра намера ќе му кажат не се секирај, ќе биде добро. Ќе биде добро, знаеш, биди смирен. И состојбата уште толку тензијата расте, уште толку станува раздразлив. И ајде, нели, психолог да интервенира, да поразговара со пациентот. Еден од начините кој што стварно функционира, кога пациентот кажува како е, тешко ми е, значи ќе кажам, тешко ти е. Навистина ти е тешко, многу помина. Помина комплексна операција, остана долго. Плюс ја знам неговата психолошка анамнеза, знам што се случило. Па имаше смртен случај, па сега пред скоро изгуби близок, па и ова се случи, па и ова. Стварно ти е тешко. Знаеш, онака да се уважи чувството, дека е така како што е, така е. И почнува да се празни емотивната набиеност, емотивната енергија и полека личноста се чувствува многу подобро. Уважуваме и бираме на која страна ќе гледаме. Така е како што е, но што ќе направам со тоа? Она што викам јас, работите не се такви какви што се, не се такви какви што сакаме да бидат, туку се такви какви што се. Работата е што ќе направиме со тоа. Значи да се прифата дека се такви какви што се, но потоа погледот да го свртиме кон она што е. Што ќе направам со тоа? Како во оваа тешка состојба јас да најдам сили, снаги, смисла и да излезам од ова? Значи, која ми е целта? Зошто сакам да излезам и така натаму? Да полесно поминеме низ тој пат. Може семејството да ни помогне да минеме низ тоа или кога се наоѓаме во волку комплексна ситуација, сепак треба да побараме консултација и совет од психолог или психотерапевт, па дури психијатар. Семејството е многу важна поддршка, многу голема поддршка, клучна. Затоа и кај нас на клиника, значи кога пациентите доаѓаат за операција, секој пациент предоперативно има средба со психолог. Значи, ние правиме предоперативна психолошка подготовка на пациентот и семејството за тоа што следи. Затоа што и тоа како се вклучени и стресот е присутен кај сите членови во семејството и сите влијаат на акумулирање на стресот и така натаму и на подобрување на состојбата. Ги припремаме за дома, за тоа што после следи како да се носат со оваа нова состојба, затоа што тоа е шок за нив. Се било во ред и одеднаш операција, диагноза, нова диагноза. Многу од луѓето во вакви ситуации посегнуваат по апчиња за смирување. Решение ли се тие во одреден краток временски период? Јас искрено, она што викаме, не викам дека живееме добро или не, или дека живееме убаво или не. Она што е точно е дека живееме многу стресогено, многу турбулентно, предизвикувачки и несигурно, неизвестно.
неизвестноста, несигурноста, што резултира? На тоа резултираат стравови, резултираат панични напади, некои состојби кои што се последица на неизвестност. И луѓето што прават? Посегнуваат по брзи решенија. Потребно му е, значи, да се смират. Искрено, јас не советувам терапија за смирување, затоа што тоа може да доведе до една таблетоманија, која што е многу опасна состојба, многу опасен феномен. И после, наместо 2 милиграми, на личноста ќе требаат 5 милиграми. 4 милиграми, наместо 5 ќе требаат 10, наместо 10, 20. Луѓето ќе кажат, па добро, знаеш, се создава зависност, па добро, ќе ги пијам цел живот, тоа е тоа. Ама не е така. Значи, ќе дојде момент кога нема да ни помагаат тие лекови, анксиозноста, раздразливоста расте и што тогаш? Тогаш никој лек за смирување не може да помогне. Психијатрите се согласуваат дека тогаш веќе нема терапија што помага. Затоа психотерапијата е стварно решение за овие состојби. Кога психотерапија, кога психолог, а кога психијатар? Прво, психолог, психотерапевт да се консултира, значи постои разлика. Психологот е личност која што завршила 4 години студии за психологија. Психотерапијата е специјализација која што трае 4-5 години понатаму после студирањето. Има различни перспективи, мислам различни специјализации. На психотерапија работиме низ разговор. Значи не користиме терапија, не користиме лекови, туку низ конкретни техники и интервенции работиме на решавање на состојбата. Психијатарот дава терапија, лекува состојби кои што, да кажам, растројства, кога веќе дошло до некое растројство. Така. Ние работиме со здравите капацитети на личноста, а има здрави капацитети многу. Така, секој од нас може да биде клиент кај психологот, секој кој што ќе почувствува некоја тегоба, непријатност поради голем стрес, би требало да без проблем, ќе речев да се охрабри, нема зошто да се охрабри, сметам и дека веќе новите генерации многу полесно го прифаќаат се тоа, да се јават кај психолог, да направат разговор за да ги пребродат кризните периоди и да не се таложат негативни емоции. Се повеќе луѓе доаѓаат на психотерапија, и помлади и повозрасни, тоа е стварно прекрасно. Луѓето се освестуваат кога треба да побараме помош на прашањето, кога ќе видиме дека се наоѓаме во состојба која што не ни е убаво, не ни е пријатно, а повторно остануваме во истата состојба. Тоа е аларм дека треба да побараме помош. Затоа што, како што кажав, цел живот може да повторуваме исто, да се однесуваме, исто да мислиме, исти емоции да се појавуваат и што ќе се случи. Значи, ако во сегашноста не направиме ништо, нашата иднина ќе биде пресликана, нашето минато ќе биде пресликано во нашата иднина. Тоа е тоа. Ви благодарам за корисните совети кои што ни ги дадовте во денешната емисија и што разјаснивте многу работи врзани со стресот, здравието и начинот на размислување и емоциите. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Марија Џиоска, психолог, специјализант по психотерапија и практичар по невролингвистичко програмирање во Жан Митрев клиник. Денеска ни беше гостинка во Телма амбуланта. Почитувани, ви благодарам за вашето внимание и денеска и секако гледајте не секој работен ден, бидејќи заедно учиме за нашето здравје. Имете пријатен ден.